Драги мои, здраво! Прво, веднаш да ви се представам, јас сум Јанко Илковски. Ова е мојата емисија Кво вадис на Единствена Македонија и честито. Честито на сите вас кои бевте за демократија, кои бевте со желби за мир во светот и се она што мис на светот го кажува на микрофон во патос. Заврши американските избори, нов председател на Соединетите Американски држави е повторно Доналд Трамп. 47. Беше 45, сега и 47. Прво да си истерам водата на мојата воденица. Многу мина и нормално дека не ме земаат за сериозно, затоа што терам премногу керефеки, мајтап муабети, вакви или онакви, и не делувам сериозно за обично оние аналитичари кои со некаков камерен пристап на некаква си академско знаење и презнаење сето тоа го прават. Океј, се е во ред, само едно ќе кажам дека најдобриот новинар на Македонија на сите времиња, покојниот Никола Младенов, немаше факултет за новинарство. Тука завршува целата дебата. Она што уште малце на моја сметка сакам да си одадам self-respect, затоа што знам дека тоа никој нема да ми го направи, но мене ми е да го изговорам, па како видео ќе стои негдека, ќе постои, да некој се сети, дека сиве овие години ова го зборам јавно, дека Доналд Трамп треба да се врати, дека она што го правеше како председател треба да продолжи да го прави. Дали имавме ние како Македонија некаков бенефит, не можам толку тесно да гледам, немавме, нам ни беше сменето името, но генерално светот беше многу порелаксирано место од 2016 до 2020 година. За да можат да го срушат, се направи она што како проба и како полигон беше искористена Македонија, се направи упадот во Капитол, се направи и големата епидемија. Ја немам друга причина зошто толку хистерија беше со епидемијата. Не се. Зошто победи Трамп? Зошто победи олку убедливо? Прво, како и секогаш, власта е многу арогантна. И невозможно ми е да ги одбегнам оние паралели помеѓу она што се случи во Македонија и што се случува во Америка. Мислам, само подсетете се на падот на претходната власт во Македонија, нивните лаги, како господин Спасов кој кажуеше не знам колку воделе, рейтинзи, анкети, лажење. И сето тоа на крај се испоставува дека е безвезно, непотребно. Зошто? Затоа што времето, кога народот како стока гледа само вести и ништо не е информиран, и ти кој ќе му кажеш он мора да го купи како такво, помина. Но кај овие не помина. Затоа сега се журкаат у Дубај со Харис Џиновиќ. Зошто победи Доналд Трамп? Политиките кои се тераа преку Бајден, за кој одамна свативме дека е човек со специјални потреби на кој му треба сериозна медицинска помош, ја не терав никогаш мајтап со него од пуста жал. Искрено да ви кажам, кај мене се буде емоција, јас знам дека го има копчето црвено, ама што има во главата, тоа е малку пострашна работа, затоа што човек во години со деменција заборава, тешка контрола на телото, а го користеа и го злоупотребуваа за собствени неговата врхушка, собствени потреби. Како делува тоа на популација? Еве видовме. Газање. Американците, републиканците, американците, американскиот народ, им даде карт бланш или отворен чек, што сакаат да прават на републиканците. Го имаат Конгресот, го презедоа и Сенатот, покрај тоа што имаат свој председател. Тоа значи
дека Бајден, кој веќе изгуби контролата, беше раководен од структури кои се криеа зад него, им беше баш им гајле што ќе биде важно да се истера нивната агенда. Фрли пари во Украина, фрли пари ваму за конфликт еден, за конфликт друг и така натаму, прави добри дилови со воената индустрија и лапа и гадни провизии. Да, истите работи што се случуваат кај нас ги прават они. На крајот од нив научивме, само нивното е мега манијачки. И трета работа, долгот на Америка овој пат е поголем од нивниот бруто национален производ. Преку 1000 милиарди. Ке треба голем ресет да тоа се среди. Тука е Елон Маск кој ќе биде еден од главните во администрацијата на Доналд Трамп, кого народот го сака, кого во народот препозна млад, интелигентен, прогресивен, иновативен човек и сака нему да му дадат дел од тоа да прави со земјата. Покажа и докажа дека има емпатија, сака да прави добро, why not? Имаше неколку клучни работи кои направија шифт во последен момент. Прво да знаете дека рейтинг многу тешко расте и паѓа за подолг рок. Ако вие имате рейтинг 20, дури голема афера нема да ви го сруши. Ќе ви го сруши во промил, процент и така натаму. Не знам зошто е така, не можам, но имав емисија еден со еден аналитичар на времето кој ми објаснуваше токму ова, дека се потребни минимум 6 месеци од континуирана афера за да рейтингот премногу опадне. Он може на дневно ниво да има некоја осцилација, но генерално кој ќе се излезе, тука е негде излезеноста како што е. Отварањето на границите за мигранти. И то пазете, мигрант е тежок збор. Америка е создадена од мигранти. Луѓе кои гладувале, пола Ирска иселена таму затоа што имаше огромна глад. Да не зборам од Европа зашто пребегаа толку во Америка како ветена земја за да преживеат, за да прогресираат, за да напредуваат. Тесла не отиде у Владивосток, у Пекинг. Тесла отиде во Америка, затоа што таму знаеше дека тоа што го има во глава ќе може да го реализира. Да ги отвориш ти границите и да викаш дека тоа се мигранти, на сета лага, кога имаше отворени дилови со држави кои од своите затвори пуштаа најголеми криминалци да ја поминат границата за да влезат во Америка, каде беа пречекани како господа. А вие многу добро знаете како е да поминете, проблем ви е да поминете грчка граница, а не по во Америка. Прво идете на Кале, Брисо, Данус да ви земат. После ќе размислиме, дури бараат потврда дали жените се бремени, за да не дај Боже се породи во Америка па да мора да добие детето државјанство. Сега ги отворија границите за да ги привлечат, затоа што на таков начин ќе добијат верни гласачи. Дали добие или не, очигледно не. Затоа што тој е криминалец, тој баш му е гајле за идеологија, ги лапна парите, си ги лапна привилегиите и дали гласал или не гласал е сосема маргинална работа. Проектот не успеа. Истото го прави и со години и Европа. Колку ќе им успее, ќе видиме. Втората работа, ова со отворените граници, народот многу го почувствува во Америка, дури го почувствува и мигранти, латиноси, кои крв пропјукале да станат да добијат citizenship, за да станат граѓани на Соединетите Американски држави. Треба да полагаш, треба да плаќаш даноци, треба да... И одеднаш ти доаѓаат балавандери, криминалци и они ги имаат сите привилегии. Знаете ли колку е тешко да добиеш здравствено осигурување во Соединетите држави? А овие ги добија одма. И тоа предизвика голем гнев. И еден од најголемите гневови кои им се случија. Втора работа е економските лаги. Тоа е исто како кај нас кога објавија овие идиотиве предходно дека изградиле 1000 километри автопатишта. Они изградиле 1000 километри автопатишта. Во Македонија 1000 километри автопатишта нема од
45-та наваму. Значи, ноторни лаги кои поминуваа во меѓу нивните партиски, одошто меѓу реалните граѓани и оние неопределените. Камала Харис покажа многу ниско ниво на интелект, на снаоѓање во одговори. Не велам дека не е интелигентна, но не се снајде во одговорите и беше контроверзна и конфузна. Она доаѓа и вика, не може више вака во Америка, јас кога ќе станам председател ќе го сменам. Ало бе, жено, па не прави будали, ти си подпредседател. Ти си подпредседател. Или дава изјава, јас се согласувам со политиките на председателот Бајден. Пазете, Бајден е се уште председател. Не е Камала. Камала не презеде председателство. Бајден не се кандидираше. Он е кандидат. И вика, јас се согласувам со... Не се согласувам со политиките на Бајден. Па ти си подпредседател во неговата. Мислам, то се лудости и глупости. И правеа некакви киксови каде што овие примитивци кога дојдоа, Америка се шокира од такви работи. Знаете, економијата секако дека удира, мава и е прва, политиката и криминалот, тоа се првите две работи заради кои гласа Америка, но едноставно кај оние кои се неутрални ни ваму ни таму, знаете што ги погоди најмногу? Прво ги погоди примитивизмот на овие што ги пуштија мигранти кои дојдоа од буквално од џунгли, од нецивилизирани земји и кои се шетаат по улици, гледа мачка, ја коле мачката и кине вратот и ја пече, ја јаде. Нонсенс. Америка беше шокирана. Таму милениците имаат култен статус. Ние може се чудиме, чекај, па што има врска. Ама американското општество информирано, гледа, чита, се информира и тоа делуваше шокантно и тоа непосредно пред избори. И имаше еден мал шок кој може би не битен вака политички, но сериозно ги удри емотивно луѓето на Соединетите Американски држави буквално од сите сфери. А тоа беше, имало човек во Њујорк кој спасил верверичка и ја чувал 7 години. 7 години таа верверичка на Инстаграм, на ТикТок и така натаму стана селебрити. Многу сладка, воспитана, супер беа како пар, они се семејство, ја чуваа верверичката како милени, како маченце, кученце и така натаму. Одеднаш, 2 дена пред избори, во државата Њујорк, која е раководена буквално од демократите, каде што сите структури до 7 ешалон се демократи, комуњари, СДС, како сакате наречете ги, но земаат и ја еутаназираат за 24 сата. Насилно земање. Без емвикшн, без ништо. Разбирам, нели она, некој ќе речеше, ама види, опасно е да не има ребис, беснило заради заразни болести. Но се она било чувана 7 години. И ветеринари, и прегледи, и све. И одеднаш текнува на некоја будала, у хистерија, дали поврзува дека он бил поддржувач ли на Трамп и така натаму, и кого заплашија. Така што, ова се некои ситни работи. Што очекуваме сега? Прво што очекуваме е ветувањата, барем за мене и за вас кои не се битни, дека ќе ги натера украинците Зеленски да седне на зелена маса со Русија и да се договорат. Пазете, војната во Украина не е за спас на Украина. Таму се води војна за 3 града руски, кај што се руси. Тоа е исто, дури помала територија него што е Косово. Од истите причини Косово стана независно и доби поддршка. Од истите причини русите тоа го направија со Крим и го барат затоа што руско население, не украинско, руско. Руси и украинци е разлика као Срби и Хрвати. Само што кај Срби и Хрвати католици и православни, овдека се православни со некои ситни разлики. Едните се прокомунисти, другите се профашисти. Нема врска. Важно, мора тоа да заврши, за да престане тензијата во Европа и да почне да дише Европа. Од друга страна, Европа е шокирана у овој момент што победи Трамп.
Зошто? Затоа што целите нивни политики за терање војна против Русија пропадна. Па сега нема да ги окупира Русија, туку напротив, ќе си ја реокупираат собствената економија која ја насочија за војна. Затоа што нивните политичари сакаа војна и мислеа дека они у бункерот ќе се спасат од царматот. Не знам што мислеа. Треба да се стиши ситуацијата во Израел, Палестина и Израел. Дали ќе успее шарената револуција, бидејќи немој да мислите дека нешто Сорос и мочуриштето се послаби. Таму има стотици и стотици милиарди способни за државни удари, промени и преврати во Кина, Русија и во Израел у исто време. И они тераат некоја агенда за која може да стои кој и да е, а најверојатно дека стои, да речам, индустријата за оружје. Така што, кога ќе се релаксираат, а набрзо треба да се релаксираат овие ситуации и состојби, растат акциите. Како растат акциите на берзите? Трговијата започнува се повеќе да работи. Како започнува трговијата? Размена на стоки и на луѓе доаѓа до поголеми профити, до поголема исплатливост и тоа ние посредно ќе го почувствуваме, плюс тоа што имаме таква влада каква што сега ќе има во Америка, ние во моментов имаме. Но ова ќе биде добар ветер во грб, да не биде кочена, да не биде гушена, да не се прави политичка, повторно оние притискања Дуи да се врати во власта, бидејќи Дуи може би некогаш била и добра партија, но се искриминализира и она не може да се ресетира. А ресет на една партија се прави кога ќе отиде во опозиција. Само така може да се излечи. Фудбалски термин. Јувентус стана најак кога беше осуден за местење резултати и година дена помина во втората лига. Од тогаш се препороди, се престрои и растураше 10 титули освои. Мислам, фудбалски термини, но многу е логична таа работа. Уште еднаш, честитам на победата, затоа што тоа е победа по мене, за која сум навивал, не се криев. Сакам да напоменам дека не глумев новинар неутралец, напротив, бев за демократите, бев за Трамп, објаснував 100 пати зошто и драго ми е што се во ова. Очекувам полека тој позитивен бран да го почувствуваме во наредниот период. Ја на стари години сега сум спремен да земам кредит за да си купам кола. Иначе не се осмелував претходниот период со сите овие кризи, човече. Шега на страна, уште еднаш честито и многу попозитивни. За жал, светот не е така розов, како што ја сега, во позитивава, но следните анализи ќе идеме земја по регион, затоа што напнатоста расте се уште, особено помеѓу Кина и Тајван. Кво вадис?